Колега Бочварски, во вашата дискусија споменавте кратење на непродуктивни трошоци. Дали во непродуктивни трошоци за вас спаѓа кратењето на средствата во образование? Дали се непродуктивни трошоци изградба, реконструкција и реновирање на основни, средни училишта? Дали е непродуктивен трошок изградбата на спортски сали? Дали за вас е непродуктивен трошок да се скрати во професионален развој на воспитно-образовниот кадар во основното и средното образование? Потоа, за вас, по се што ми изгледа, непродуктивен трошок е да се скрати и во високото образование, и тоа во скоро сите универзитети, освен Универзитетот во Тетово. Колега Бочварски, дали е непродуктивен трошок на доместокот кој што го земаат цивилните инвалиди од војната? Дали е непродуктивен трошок на доместокот кој што го земаат борците и воените инвалиди? Дали мислите дека оваа категорија на граѓани треба да им бидат скратени на доместоците кои тие ги земаат со години и години наназад? Дали е непродуктивен трошок да се вложува во изградба на домови за стари лица? Имате кратење токму и во оваа ставка, односно имате кратење во изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Претходната влада воведе низа субвенции и мерки со кои што се поттикнуваа приватните инвеститори да изградат домови за стари лица. И благодарение на овие поволни субвенции во Република Македонија беа изградени за краток период 21 приватен дом за стари лица. Дали мислите дека старите лица не заслужуваат да имаат достојни и спокојни пензионерски денови? Дали имате појдено по терен, колега Бочварски, барем по руралните средини, за да видите како голем број на сами стари изнемоштени лица, самци кои се грижат самите за себе, а колку се во можност, тоа е друга работа. На овие лица, кои што вие за жал ги немате посетено и не ја знаете нивната фактичка и реална состојба, вие им ги кратите средствата за да може да има повеќе изградени старечки домови, повеќе капацитети за сместување, а со тоа и поевтини услови за сместување. Нели мислите дека секоја личност, посебно секое лице кое е во поодминати години заслужува достојна и спокојна старост? Вие кратите токму тука, кај најранливите и најосетливите. И ова за вас е непродуктивен трошок. Понатаму имаме кратење во туризмот. И вие самиот споменавте дека ќе работите на развој на туризмот. Не знам како ќе работите на развој на туризмот кога вие имате кратење за 34 милиони 950 илјади денари, имате помалку за развој на туризмот. Потоа имате 22 милиони 766 илјади денари помалку за промоција и поддршка на туризмот. Дали со ова планирате да ги скратите субвенциите за туроператорите? Дали вам ви пречи промоција на Република Македонија? Дали вам ви пречи тоа што е зголемен бројот на туристи од 2006 до сега? Вие бевте присутни на Комисијата на транспорт и врски, го молам министерот да се консултира со вас по мојата реплика, доколку сака, се разбира, барем да покаже почит на тоа што го зборувам. Благодарам, господин Тевдовски. На Комисијата за транспорт и врски разговаравме дека бројот на туристи од 2006 до сега е двојно зголемен. Бројот на исто така на туристи кои што ги искористиле ефтините авиобилети во Република Македонија е зголемен за 309%. Дали ова не е добро за развојот на Република Македонија? Дали зголемениот број на туристи и штети на Република Македонија или напротив, тие туристи доаѓаат тука, оставаат дел од своите средства во нашата држава, како кај угостителите, така и кај културните наши историски споменици. Значи, за прв пат од 2005 до сега немаме зголемување на бројот на туристи.
И сето тоа благодарение на сите активни мерки кои што беа превземени, благодарение на воведување на ефтини авиобилети, благодарение на субвенциите кои што ги дава државата кон туроператорите и секако благодарение на тоа што Република Македонија, која што претходно беше поврзана со 17 дестинации во Европа, сега е поврзана со 35 европски и светски дестинации. И сето ова вие ќе го скратите затоа што за вас ова е непродуктивен трошок. Навистина не разбирам зошто на Социјалдемократскиот сојуз од секогаш па и сега му пречи кога Република Македонија оди напред. Ви пречи кога преку промоцијата на нашата држава и преку странските инвеститори ние имаме и подобра економија и подобар развој. И сето тоа вие сега планирате да го скратите бидејќи за вас е непродуктивен трошок. Суштинската разлика, колега Бочварски, помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз е тоа што вие оставивте над 200.000 луѓе без работа, а ние отворивме 175.000 нови работни места. Навистина ова е голема разлика. Вие бевте минус 200.000, ние сме плюс 175.000. Суштинската разлика помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз е тоа што ВМРО, ДПМН најде начин и згрижи голем дел од стечајните работници кои што вие ги оставивте. И вие сега тука без срам ни се фалите дека ќе згрижите 3.000 стечајни работници. Колега Бочварски, оставивте 200.000 стечајци. И сега ќе згрижите 3.000. Каде се останатите 197.000 луѓе кои што ги оставивте на улица, доколку сега згрижите 3.000 луѓе? Мислам дека не треба да се фалите со некоја мерка која што ја правите после 11 години. Дека некој постепено чекор по чекор ги згрижуваше стечајците, беше токму владата предводена од ВМРО, ДПМН. Ќе остава малку простор, почитувани колеги, да се исконсултираат, бидејќи веќе имаме советници околу колегата Бочварски. Искрено јас верувам во вашата способност да ме одговорите во контррепликата, навистина верувам и нема потреба од колегите да ви доаѓаат и да ве советуваат. Предходно реагираа за доставен документ од службите, сега тука лично доаѓаат и ви укажуваат што треба да кажете. Ве молам, не си го деградирате вашиот колега, треба да верувате дека е способен да одговори на една реплика. Понатаму, колега Бочварски, околу стечајците, толку. Ги манипулиравте доволно време, ги користевте сите овие 11 години, навистина ги манипулиравте, ги малтретиравте, ги носевте со автобуси и да се појавите пред нив и да им кажете дека сега ќе ги згрижите, после толку години е навистина дрско и безобразно. 200.000 луѓе оставивте на улица, а се фалите дека ќе згрижите 3.000 луѓе. И покрај тоа што немате утврдено кои се критериумите, значи кои се стечајни работници ќе бидат опфатени, бидејќи тука има повеќе групи, категории со различни години на стаж, кои останале без работа по различен основ, значи треба да имате стрикно прецизирани критериуми по кои вие ќе ги згрижите овие стечајци. Или пак вака кажано паушално, планирате да се згрижите оние кои што си во овие 11 години ги носевте со автобуси по протести насекаде низ Република Македонија. Доколку е така, тоа не би било коректно во однос на другите кои што навистина се оставени без екзистенција поради вашата криминална транзиција. Имате натаму кратење во помалку 21.639.000 денари помалку за јавно обвинителство. Додека специјалното јавно обвинителство има голем и богат буџет, вие кратите во јавното обвинителство. Како планирате ова јавно обвинителство да ги извршува своите секојдневни работи? Вие на овој начин ќе го ставите јавното обвинителство без можност да ги плати и основните сметки. Имате кратење во Центар за управување со кризи. Колега Бочварски, сега во овој период, посебно летниот период, кога се актуелни и пожари, не дај Боже поплави или некоја друга елементарна непогода, вие кратите во Центарот за управување со кризи. А кога нешто ќе се случи, устата ви е полна на сите вас дека за тоа е крива владата. Барем беше крива претходната влада за секоја елементарна непогода која што ќе се случеше. И сега кратите токму од Центарот за управување со кризи.
И тоа за вас е непродуктивен трошок. Имате помалку за спортски објекти, помалку за Агенција за млади и спорт. Имате, колега Бочварски, исто така вие едно предизборно ветување ќе ги вратите младите и ќе ги задржите младите тука. Со што вие ќе инвестирате во младите? Само со субвенционирано вработување? Навистина вака гледано, ќе ги субвенционирате фирмите кои што даваат плата по 12.000 денари. Дали вие оваа мерка ќе воведете се со цел господинот Зоран Заев и фирмите на неговата фамилија сами од себе да ги субвенционира, за да може нивната минимална плата која што исплаќаат да си ја зголеми на 12.000 денари? Јас таков печаток добивам. Дека господинот Зоран Заев ќе си ги субвенционира самиот на себе неговите приватни фирми за да ги ја зголеми платата на вработените кај него. Имате помалку 3 милиони денари за едукација на лекари и медицински персонал. Зарем не беше добро тоа што претходната влада прати голем број на медицински персонал да се едуцира во странство, во развиени медицински центри, за да стекнат ново знаење, ново искуство. И вие кратите токму тука, а од друга страна се фалите дека ќе изголемите платите на докторите. Колешката Шекпаска мило ми е што е тука, затоа што постојано зборуваше за инсулинската терапија. Беше загрижена и постојано зборуваше за тоа. Еве сега имаме 58 милиони денари помалку за обезбедување на инсулин за инсулинозависни пациенти во Република Македонија. Дали на овој начин ќе се подобри и ќе биде подостапен инсулинот за дијабетичарите? Но, почитуван колега Бочварски, испуштите да кажете многу битна работа. Не само што имате намалување, еве да бидеме реални, почитувани колеги, да бидеме реални, да кажеме што се има изголемување. Значи, во буџетот на Република Македонија нема се да биде скратено. Имаме зголемување. А почитувана јавност, зголемувањето се однесува каде, ако не во плати, токму онаму каде што тие сакат да си ги згрижат нивните партиски активисти. Имаме зголемување на плата во Агенција за разузнавање. Почитувана јавност, имаме зголемување на плати во Комисија за заштита на конкуренција. За 1.813.000 денари имаме зголемена плата во Државна комисија за жалби по јавни набавки. Имаме зголемување на плати во Регулаторна комисија за домување. Имаме за 4.200.000 денари повеќе средства ќе се одвојат за плата во Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Почитувана јавност, еве имаме зголемување за 4.990.000 денари, повеќе средства ќе се одвојат за договорни услуги во администрација во влада на Република Македонија. Ова, бога ми е, продуктивен трошок, според ставот на господинот Бочварски. 12 милиони денари, почитувана јавност, Социјалдемократскиот сојуз, кој што се бореше против вработување на партиски кадри, против партизација на администрација, замислете ни помалку ни повеќе, ќе се одвои 12 милиони денари за привремени вработувања во влада на Република Македонија. Ова е професионална администрација. Понатаму ќе имаме 62.670.000 денари повеќе за договорни услуги во Министерството за надворешни работи. Ќе имаме повеќе за плата во Совет на јавни набавки. Ќе имаме 13 милиони денари повеќе за плати на доместоци во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Господинот Љупчо Николовски ќе може да нарачува и понатаму. Храна, луксузна храна, која што според вас исто така е продуктивен трошок. Почитувана јавност, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство не застанува тука, туку ќе имаме 30 милиони денари повеќе за невладини организации кои што нели ќе бидат во договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од тука гледаме дека
Од тука, господине Бочварски, од тука гледаме дека вашиот невладин сектор ќе си биде добро, богато платен за сите активности кои што ги имаше во шарената револуција. Јас се надевам дека во вашата контрареплика, мене ми е многу значено и се надевам дека во вашата контрареплика ќе ми одговорите. Дали е непродуктивен трошок на доместокот кој што го земаат борците и воените инвалиди? Колега Бочварски, дали е непродуктивен трошок овој надоместок? И дали е непродуктивен трошок на доместокот кој што го земаат цивилните инвалиди од војната? Искрено би сакала да добијам одговор, бидејќи контрарепликата служи за тоа да одговорите на прашањата кои што ние ви ги даваме во репликата. Ме молам, одговорете ми дали е ова непродуктивен трошок. Благодарам.